во изминатите 4 години, секоја година имавме дуплирање на износот за комунална изградба на градот. Се трудевме максимално транспарентно и домачински вашите пари, односно тие пари кои што преку даноци и преку различни други давачки ги собиравме од вас, повторно да ги вратиме на терен. И тоа е, мислам, најголемата придобивка на ВМРО-ДПМН во делот на практикувањето на власта. Парите да се вратат таму од каде што се земени. Би сакал оваа прилика, овие мои зборови, овие искрени зборови пред вас да ги пренесете до најситното катче, затоа што нам, на ВМРО-ДПМН и на Советничката листа, не е потребна убедлива победа и на овие избори, за да им докажеме дека кавадарци се сака со дела, а не се сака со приказни, лаги, тапкање по рамо и ветување дека ќе ги вработат во новата компанија Дрекслер Мајер, како да тие ја донесе во кавадарци. Градоначалникот, како што кажа, заедно со Советничката листа, тоа се двата столба кои што и текако се битни при водењето на локалната самоуправа. Мислам дека таа важност ја потенцираме неколку пати, не случајно, затоа што сите овие проекти кои што ги наброја градоначалникот, за да се реализираат, мораме да имаме мнозинство во советот, поточно мнозинство на советници. Затоа што и на градоначалникот да му биде полесно, значи треба, за да ги реализира неговите проекти, мора да има мнозинство гласови во советот. Ако ги земеме само училиштата, сите знаете дека таму реконструиравме WC јазли, нови подови, нови клупи, нови столчиња, нови табли, некаде и електронски дневници воведовме, многу компјутери скоро за сите, односно за секое дете. Реконструиравме термофасадата, ПВЦ столаријата, буквално се што се гледа со голо око, дури и она што не се гледа, а тоа се парните котли, ги реконструиравме со цел да обезбедиме што е можно поквалитетна настава за нашите деца. Ако со овој интензитет, почнувајќи од 2000 година, односно почнувајќи од моментот на осамостојувањето на Република Македонија или овие последни 20 години, ако со овој интензитет и со овој елан и со оваа љубов спрема нашите најмали, спрема граѓаните на општина Кавадарци се однесуваа нашите претходници, денес верувајте че имавме многу помалку за работа.